Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. На почеток, пред да го представам денешниот гостин, вечерашниот гостин поточно, сакам да спомнам нешто за она што се случува надвор на меѓународната сцена. Во Њујорк е собрана целата светска елита, сите можни председатели, премиери на држави и се зборуваат на Генералното собрание во Обединетите нации, се сретнуваат меѓу себе, се фотографираат, кажуваат големи зборови и на крајот на денот се плашам дека од сето тоа ќе излезе едно големо ништо. Би сакал да не сум во право, меѓутоа годините наназад и искуството што го стекнав за сите овие години покажува дека токму тоа ќе се случи, само големи зборови, а светските проблеми ќе останат. Да спомнеме дека председателката на Македонија Гордана Седјановска-Давкова исто така во Њујорк, таа исто така одржа говори во кој што рече според мене многу исправна работа. Кажа дека Европската унија е унија на стандарди и целиот свет така ја гледа. Впрочем и ќе биде навистина доведена во прашање ако токму таа не ги почитува стандардите кои што самата му ги покажува на светот како свое автентично добро, се разбира тука се асоцира на Македонија, или јас барем така разбирам, која што надвор од стандардите на Европската унија упорно е блокирана во преговорите за членство затоа што нашите соседи гледаат на нас на начин кој што нема врска со европските стандарди. Тука би го спомнал и Доналд Трамп, нема да зборувам кој што се кажуваше, меѓутоа американскиот председател е сепак број 1 во светот, зборуваше и за зелената агенда која што него паши не му се допаѓа, зборуваше за наездата на имигранти, многу од нив и илегални во западниот свет и порача дека западниот свет оди по ѓаволите токму така, ако не направи нешто итно да го спречи сето ова, иако да бидеме реални, се чини дека во Западна Европа не гледаат на ист начин на таа работа. И она што мене најмногу ме заинтригира е она што го направи по средбата со украинскиот председател Володимир Зеленски во една објава на неговата мрежа Труд или Вистина, тој рече, односно напиша дека откако ги разгледал сите параметри со своите советници се разбира, економски, воени и така натаму, дошол до заклучок дека Украина не само што може да ја запре Русија во незините напади, туку може да ги поврати сите своји територии кои што сега се изгубени, па дури да оди и понатаму. Да оди понатаму, според моето разбирање, да влезе веројатно на руска територија, а понатаму рече дека Европската унија треба да продолжи да помага, много интересен момент, и дека Америка има намера да продолжи да му дава, односно да му продава оружје на НАТО, а потоа НАТО земите можат да прават со тоа оружје што сакаат. Ова според мене се коси со претходните изјави на американскиот председател, кој што постојано зборуваше дека е потребен итен мир, затоа што бесцелно се губат илјадници животи и сега имаме една поинаква ситуација која што во наредните денови ќе биде толкувана, објаснувана на ваков и на онаков начин. Тој рече дека Русија всушност е тигар од хартија, што е се разбира символичен знак дека се работи за држава која што само формално е велесила, всушност воопшто тоа. И не денеска одговорија од Кремљ дека тие не се тигар, туку се мечка, а мечките не можат да бидат од хартија. Но велам дека оваа порака мене ме плаши дека ќе даде знак војната во Украина да продолжи, иако веќе 3,5 години таму се случуваат навистина катастрофални работи. Впрочем, исто како и во Палестина, во Газа, за тоа не баш радо се зборува кај нас на социјалните мрежи и тоа. Да, меѓутоа во политичките кругови многу повеќе се внимава, повеќе земји од Европската унија признаа Палестина формално како независна држава. Неки прашуваат што со Македонија, колку што јас сум запознаен, а мислам дека сум прилично добро запознаен, Македонија има стратешко партнерство со САД и својата политика исто така ја креира заедно со Европската унија, односно ги следи чекорите кои што ги носи Европската унија, доколку тие се унисони, односно доколку тие се носат заеднички од сите. Меѓутоа и ние сега имаме ситуација во која што дел од земјите од Европската унија ја признава Палестина, дел тоа не го прават и нас не става во една специфична ситуација
официјалниот одговор што го добив од Министерството за надворешни работи е дека Македонија се залага за сеопфатен договор, мировен договор, кој што, доколку тој договор допринесе, односно постигне да се создадат две држави во согласност со сите страни, тогаш и Македонија ќе го прифати. Ете, тоа е отприлика околу овие меѓународни работи, а сега влегуваме во тоа што се случува дома. Да, денеска беа избрани броевите под кои што ќе одат гласачките ливчиња за одредени кандидатски листи, односно за градоначалници и советници на локалните избори. Веќе постои цела шеговита приказна околу бројките, некој вака, некој онака ги разбираат. Еден лидер на партија се обида да биде и помалку духовит, на специфичен начин ги спои бројките 6 и 9, 6 е бројката на неговата партија, 9 е бројката на ВМРО ДПМН, што е познато една сексуална алузија, а тоа го пропрати со уште подиректна сексуална алузија, која што нема да спомнам овдека. Ова е навистина доста вечерна емисија, но мора да имаме некакви стандарди. Сакам да кажам, допрва ќе следува жестока и веројатно нагласено дрска реторика пред овие избори, па ќе се изнагледаме се и се, што на крајот на криштата вие, ние заедно на крајот ќе одлучиме на кого ќе му го дадеме гласот и кој ќе биде вистинското решение по тоа. Ако сме во право, супер, ако не, нема што да се жалиме. Сега, околу вечерашниот гостин, за него може да се зборува многу, една од најинтригантните, најинтересните личности на македонската политичка сцена, човек од акција, дефинитивно, човек за кој што е напишана дури песна, во која што неговите успеси и моки се еквивалентни на оние на славниот американски актер Чак Норис, значи надвор од возможното. Неодамна еден колега напиша еден статус на Facebook во кој што го пофали мојот вечерашен гостин и доби неверојатна бројка на пофалби, на позитивни коментари и илјадници, можам слободно да кажам, затоа што за многумина очигледно тој денеска представува своевиден херој. Едни велам го почитуваат, други се обидуваат да го омаловажат, едни го сакаат, други го мразат, но како велат кучињата лаат, каравановци врви, а директорот на дирекцијата за спасување и заштита господин Стојан Чангелов е токму тука. Добра вечер. Добра вечер. Кратко добра вечер. Стојанче, секогаш имате што да кажете, меѓутоа овој ваш влет ми е интересен. Неодамна гледав едно интервју со вас и морам да кажам, водителот беше наистина многу подготвен и ве торпедираше со цела низа на прашања кои што се поврзани со закони, подзаконски акти, уредби, планови, стратегии и така натаму. Јас нема да ви ги поставам тие прашања од две причини. Едната е затоа што не сакам да се повторувам, а втората е затоа што го знам вашиот одговор. Па види, во случајот сметам дека добар дел од тие прашања се демагогија, бидејќи ние на хартија може да напишеме што сакаме. Почнувајќи од законите па до подзаконските акти, се поставува прашање колку тоа во реалноста функционира или може да функционира, бидејќи најдобрите закони, ако не се спроведливи во реалноста, не значи ништо. Ќе бидат лоши закони. Значи, едно е во теоријата, јас притоа не сакам да ја омалуважам теоријата, но теоријата треба да се прилагоди на суровата реалност. Ние, тој ме прашуваше за некои таму системи за командување и така натака. Сега ние имаме 2 хеликоптери, 2 авиони, нам не ни требат компјутери да ми кажат каде се. Јас во секој момент знам каде се и дали се исправни и така натака, но јас практикувам во секоја ваква емисија во наводници да тропнам по нешто за да отиде на социјалните мрежи и на тој начин да ја продадам и емисијата, да биде малку погледана. Интересна тактика. Ќе смислам нешто из оваа емисија. Интересна тактика, морам да признам. Јас токму тој го реков, го знам одговорот, токму ова што го рековте. Вие сте човек од акција. Вие не сакате да се занимавате со папирологија, како што велат, со бирократија, туку со фактите на терен. Се занимавате со една исклучително важна работа. Вие сте директор, реков, на дирекцијата за заштита и спасување, а тоа во превод, особено во летниот период, и еве сега на крајот, значи спасување на државата од пожари. Главни и други се разбира не погоди, меѓутоа пожарите се во преден план. Навистина, секаде сте, тоа е евидентно. Прв сте на терен,
еве ќе откријам уште една тајна, пред 2 месеци од прилика ве повика во ова студио, требаше да дојдете, не дојдовте во закажаниот термин, не се наутив, ви се јавив на телефон неколку пати, кога конечно ве добив, вие искрено рековте, Драган, јас целосно заборавив на емисијата, во моментов гори овде, гори онде, не знам каде ми е главата, јас морам да мислам на како тоа да ги спасиме луѓе во овде и навистина немаше никаква причина за лутење, едноставно така стојат работите. И вечерво има еден, би рекол, комплексен пожар во Прилепско. Добро. Тежок пожар кој што ќе предизвика вознемиреност меѓу граѓаните, но нема да бидат загрозени села, населени места, куќи, викендици. Луѓето се на терен. Јас сепак пофалбата би упатил кон храбрите македонски пожарникари кои што навистина се секогаш на лице место и тие се тие кои што ги гасат пожарите. И јас координирам, командова, помагам со оние државни национални ресурси, како да и мојата улога е видлива, но вистинските херои се пожарникарите, вистинските херои се пилотите на ер-тракторите, на хеликоптерите, лицата кои што од национални шуми оваа година сериозно излегуваат на терен. Има еден лик Кире Михилов, заменик директор на национални шуми, користам прилика да го пофалам, кој што исто така цело лето во наводници скапа на терен, одејќи на најтешките пожари, при тоа многу помагајќи ми и на мене лично, поради што го земав и во штабот за заштита и спасување, како еден од помошниците на началникот. Така. Беше речено повторно во истата емисија и веќе не спомнувам дека нема потреба да се пофалуваат тие луѓе, тој ми е работа. И тоа во принцип е точно. Едноставно кога ќе се фатите со одредена работа, тоа е тоа. И докторите го прават тоа што го прават и војниците и луѓето во фабрики и кои да е. Меѓутоа ризикот на кој што овие луѓе се изложуваат при пожари ќе се согласиме сите многу кратно поголем од оној на човек кој што не знаме на трака во фабрика или човек кој што предава во училница или кој да е друг. Не само ризикот од пожарот, бидејќи кога граѓаните гледат како имаме тежок пожар, густ столб со чад се крева кон небото, но ние сме таму. Јас на пожарот во Трубарево стигнав меѓу првите, значи после 15 на минути по избивањето на пожарот и останав буквално до раните утрински часови, односно доцните вечерни кога заминав на управувачки комитет во МВР, а потоа пак се вратив. Притоа ние вдишуваме голема количина на чад. И пак ќе исполнам пожарникарите кои што се тука и цело време го дишат тој во наводници отров. Не само во Трубарево, и во сите шумски пожари каде што се во неколку наврати ова лето јас бев, би рекол, во животно загрозувачка ситуација. Еднаш во Јажинце на кај еден репетитор се најдов во опкружување благодарение на храброста на возачот на оклопното возило БТР кое што прилагодено за гасење на пожари, а кое што како на филм најпрво не сакаше да запали, кога запали, потоа пумпата во движејќи се низ гранки се скинал од средството за довод на бензинот течел позади нас, ние се движевме низ опожарена површина. Додека бензин течел позади вас. Ова е буквално како од филм. Останавме двајцата, другите ги избрка, вклучително и мојот возач да не изгори джипот, теренското возило со кое што да ми на терен. И во еден момент сите мислеа дека сме загинати. Побарале преку 112 дали можат да не лоцираат и така натака. Но поентата е дека вдишуваме многу чад, особено пожарникарите, пак ќе кажам. Но јас имам можност да бидам на страна, да командувам од подалеку или од канцеларија на крајот на кришта. Добро, не го правите тоа. Не го правам, бидејќи чувството кога сте овде, кај самото действие, онаму каде што гори, тогаш може да носите поразумни и пореални одлуки, бидејќи од канцеларија се изгледа полесно. Знаете, кога оно што го реков пред малку, кога граѓаните гледаат пламен, тие гледаат слика, гледаат видео, но не ја чувствуваат температурата. Јас мислам дека во Трубарево беше над 800 степени, но во Јасен се судривме со таква температура, не пржеше на кожата, не застоеше и пак не се повлековме. И тоа јас, директорот на Јасен и еден од раководителите Гоце, останавме, успеавме да го сопреме огнот на една критична позиција, жештината и чадот кој што при тоа го вдишуваме. Правев некои контроли на крвта, можам да се пофалам дека сум се уште топ. Но во секој случај, особено пожарникарите се лица кои што се изложат на навистина голема опасност. Се плашам дека последиците може да се почувствуваат и понатаму. Лут или храбар? И двете помалку. Да, ова е важно прашање. Некој тоа што вие го правите го сметаат за храброст, други велат човекот ризикува живот и кога не мора, тоа често пати не е само храброст. Па имавме на ситуација сега на Јасен, имаше едни храбри дечки со кои што направивме нешто многу храбро
и благовремено донесов одлука да се повлечеме и неколку би рекол, можеби 2 часа по повлекувањето, настана пекол на местото каде што ние бевме, но мене ми ова 5-та година, тие беа изненадени едни храбри луѓе и мојот возач ги слушал како коментираат, ако ово е ненормален, не мора да идеме и ние по него, но види, таква е работата. Јас извинувам што се смеам, добро, да. Ние ово, знаете дека ово го користиме колоквијално, Така е, се во разбира, вистински смисол на зборот, но понекогаш храброста се граничи со лудост и таа е тенка граница. Како и да е, кога сте на таква ситуација, ве понесува адреналин. Адреналин, апсолутно, афектна ситуација. Сега вие гледате, јас го гледам оганот. Се соочувам со него. Проблемот е во тоа што многу често се случува јас да учествувам непосредно во гасењето и такви видеа веќе не ни објавувам, бидејќи не можам превише има и како што вие рекоте сеирџи кои што тоа се смејуват. Но ова лето ќе откривам една тајна. Иако објавив едно такво видео, со гранка сигурно изгаснав пак 500 метри. Иако ја фрлив кога ги промовиравме специјалните возила, но таму кај што може да отиде Стојан, ни најдобриот Пинсгауер не може да отиде. Добро, верувам имам во ова. сведоци, имам и видео. Знаете, едно видео го објавив со четата на Цветко од кое село беше сега веќе сум во Толку многу пожари имаше што кој ќе запамти се. Тетовско кај Јажинце, но како и да е луѓето 10 храбри жители овде на околните села дојдоа со мене и со гранки имавме две напртњачи и 2 лопати. Изгаснавме можеби километар линија. И притоа побарав таму еден дол да го крстат Стојанов дол, вика, да не бев јас, овој цел ќе отидеше, затоа што ја најпрво отидов сам. Не сакав луѓето да ги повлечам во непотребен ризик и опасност, но едноставно не можев да стојам на патот и да гледам како огнот доаѓа кон нас. Ние бевме наместени на асфалтираниот пат со повеќе возила за овде да ја пресечеме огнената линија. И беше околу 2 пополнок. Викам, нокно време тие намалуваат со горење. Отидов сам и успеав да скршем една гранка и почнав танк. 100 метра ги изгаснав. И ги повикав 10 луѓе. Цветко Дрогачев го објави видеото. Исто некој фаќа сеирно луѓето, навистина многу храбро дојдоа. Пожарникарите чекаа долу, тетовските пожарникари на пат, бидејќи така било побезбедно според командирот, сметаа дека е налудничаво да се гаси нокно време, но отидовме и изгасивме 1 километар и спасивме хектари и хектари грмушки трева, а бога ми и дрвја. Јас мислам дека треба да направат референдум таму со прашање дали тој дол треба да се крсти Стојанчев дол или како и да дојде Стојанов дол. Веројатно сите заедно акламативно ќе го изгласаат тоа, немам никакви дилеми. Ова лето беше специфично и по тоа што ги воведовте тие фамозни Пинсгауери, Хермелини, што беше третото? Заборавив? БТР. И БТР-ите, и за тоа имаше многу подсмев во јавноста. Што е сега ова вадат од војската, некакви бајати стари возила со кои што не може да направат ништо, но јас колку што знам, токму тие направија разлика лето. И немаше многу подсмев. Таа е една иста категорија на граѓани кои што се подсмеват на се. Тие се малцинство, тие се многу малку. Но гласно малцинство. Но најчесто пишуваат. Па сега видете, кога Љупче Златев го напишал статусот за мене со пофаба, и ја бев шокиран, имаше преку 7000 лајкови, имаше илјадници позитивни коментари. Кога ќе тргнат позитивни коментари, потоа овие мрзачите во наводници, не ги нема. А ги нема. А ако тргнат само негативни коментари, вие добивате перцепција дека сите плукаат, дека сите критикуваат, а тоа е спротивно на реалноста. Во реалноста пак ќе кажам, еден мал број на граѓани, мал број на хейтери ги напаѓа возилата. Но пожарникарите сами ги бараат. Зборувате со било кој командир па и пожарникар кој што кога ќе имат пожар ги бараат Пинсгауерите. Еве денес Звонко, командантот на Скопската противпожарна единица, односно бригадата за противпожарна заштита на градот Скопје, бараше кај Марков манастир. Во таа насока имавме еден тежок пожар кој што е ставен под контрола и бараше 2 Пинсгауери, а 2 беа упатени на друго место. Значи се покажаа многу издржливи и 1,5 тон вода, ако е многу стрмно, ќе ги наполниме тон вода, но таму каде што може да отиде Пинсгауер, може да отиде само Стојан. Само Стојанче Ангелов. Храбрата чета на Цветко Дрогачево и други храбри граѓани и по некој пожарникар. Добро, се разбира. Се смееме, меѓутоа да ги спомнам и Хермелините и БТР-ите кои што помогнаа многу во Трубарево. Знаете што направи БТР-ите кога дојдоа? Имат моќен
воден топ кој што тера 100 метри, 100 значи има метри, да. домет околу 100 метри, сега не, дали има 90, дали има 105, зависи од даголот, од позицијата на која што. Но тоа и тоа како влијае за заштита на луѓето што гасат. 6-7 тона вода, знаете, тоа е голема количина, колку една цистерна. И кога ќе удриме со него, може да речем со концентрирано дејство, два да действат на една точка, па така ние го ладиме местото и на тој начин ја спуштаме температурата и го гасиме пожарот, бидејќи не се, ако е силен огнот, не се гаси туку така, знаете, ќе прснете вода, тој ќе изгасне. Не бива, тоа треба, ако гори малку вода, ако прснете, можеби ќе застане. Хермелините многу ги користивме, бидејќи носат од 4, 6 и 8 тона цистерни, еве во Јасен. Со нив вршевме дотур на вода. Многу мокни машини, хермелините притоа се нови, мислам релативно нови, но не се многу користени. Малку 2001 ги користевме потоа, но се во топ форма. БТР-ите се исклучително мокни возила, кај нив маневрските можности се малку по, да речам, лимитирачки, затоа што за да сврти му треба поширок простор. Јас со БТР заглави во Јажница кај репетиторот, но извореден возач, кој што успеа, да речем, да го спаси и БТР-от, а Бога ми да се спаси сами, спасувајќи ме при тоа и мене. Јас го наведував, а додека Пинсгаурите веќе, како што реков, 18 се ставени во целосна функција, се случува да попушти, да откаже некој дел, бидејќи подолго време биле гаражирани, недоставно не се користеле и во движење ги помагаме. При тоа морам да го пофалам градоначалникот на Кавадаци Митко Јанчев, кој што е еден од креаторите на оваа идеја за прилагодување нови специјални возила за користење во Исто многу необичен лик, мора да признаеме. Па он знае да вози Пинсгауер, ако е густо, сам се качува. Навистина, слам Па гледам минатото лето го начекав, го прашувам командирот каде е, Митко ми треба, вика отиде со цистерната, каде, вика ја вози, немаше возач. Зборува за противпожарна цистерна. Ова е сериозна работа. Да, ако се смееме. Тој тоа не го прави за пиар, го прави ко никој не го Затоа гледа, што, нема да. видео, не е објавено никаде. Еве јас користам прилика да го спомнам, тој секој знаеш дека таму има неприкосновен рейтинг. Ништо не му значат овие мои зборови од аспект на наредни воопшто ова не е никакво зборување околу изборите. Забрането е, да, меѓутоа ова се за пожари работи, апсолутно. Митко Јанчев, тука зборуваме за личноста, а не за кандидатот. Тошковски, кој што цело време беше активно вклучен во прилагодувањето на овие специјални возила, и премиерот Мицкоски, кој што цело време беше информиран и помагаше. Значи со поддршка на општествено одговорни компании кои што помогнаа, спонзорираа одредени делови преку дирекцијата за заштита и спасување. Најпрво овие специјални возила владата со одлука ги даде на дирекцијата, значи тие се собственост на дирекцијата за заштита и спасување, регистрирани се на име на дирекцијата, потоа си течеше во меѓувреме прилагодувањето, уредно се тестирани со сите нишани и еве никој нити е повреден, нити настрада од нив. Нели имаше муабети дека ќе прегазат луѓе, да. Не, ќе се тумбале, не биле стабилни, така натака. Ниту едно не се тумба. И сега објавиле слика, имало некој издишана гума, некој некаде го влечеле, па тоа е нормално, но генерално страшна работа завршија и направија квантитативно, квалитативна разлика во однос на претходните години. Бидејќи 18 Пинсгауер е сериозна бројка. Имавме 5 хермелини и 10 БТРи. Знаете, тоа е голема количина. И ако еден се расипе, бидејќи повтором не беа долго време во функција, и затоа покажува некои дефекти, но со нивната употреба дефектите се отстрануваат и тие моторите се многу мокни, бидејќи немат некоја километража сериозна со која што тие би биле на крај на векот на користење, уште од сега можам да кажам дека и тоа како ќе ни се најдат следната година и годината потоа и ќе се користат и понатаму. Споменавте нешто многу важно, општествено одговорни граѓани, поединци и така натаму. Особено тоа дојде во израз, ако не се лажам, при оној фамозен пожар во Трубарево, кој што подигна многу време со право. Тамо гореше многу сериозна лоша опрема, значи електронски отпад, пластика и така натаму. Меѓутоа, токму тука дојде до израз тој момент на општествена одговорност, ова го знам од прво лице, дека се појавија граѓани кои што самите практично донесоа камиони со песок и така натаму, значи донираа и успеа практично да се вклучат директно во гасење на нешто што можеше да биде катастрофа од сериозни размери. Тука многу помогна Орци Ѓоргиевски, Бобан, градоначалникот на Газибаба, кој што преку нивните конекции побара помош од фирми. Да не заборавам, ја користевме, се разбира, користевме возила и на армијата, но булдожери и камиони со песок најпрво. Откако беше дознаено дека песокот е тој што ќе ја спаси ситуацијата, а не вода. Најбезбедно, да, и беше донесена поголема количина и константно се носи, бидејќи таму 24/7 имаме
единица на противпожарната бригада од Скопје. Утро повторно даваше некакви знаци дека ќе чади, веднаш до затрупуваме. Навистина е многу тежок за гасење ваков пожар, бидејќи алкалните батерии и некој друг вид на електронски отпад не му треба кислород, најверојатно кислородот се создава внатре, односно горењето не е целосно, би рекол, елиминирано. Постои можност повторно да дојде до некакво чадење. Иако делува дека е изгасено целосно. Не, тој е изгаснат. Не му даваме, има дежурна екипа. Значи веднаш, прво, ако некаде дава знаци дека ќе почне да чади, односно се види и најмала чад, веднаш се дејства со пена врз земјата, врз песокот, кој што водата и пената ја спушта температурата, не дозволуваат ни најмала количина на кислород, иако, како што веќе реков... Добро, имате представа до кога ќе трае тоа, бидејќи ако овие материјали, такви какви што се, батериите фамозни, кои што еднаш се запалиле, можат да се запалуваат и повторно, имате представа дека тоа може да трае уште 10 дена, уште 1 месец, уште 1 година, само ова сега на памет го зборувам, но дали ќе има таму дежурна екипа постојано што ќе треба? Има и ќе има. Во овој момент отидете, таму има пожарникари, но поентата е дека ние немаме конкретна информација се уште колку внатре има алкални батерии и други, би рекол, материјали кои што имат слични својства, бидејќи не сум сигурен дека само батериите се токсични. Сега зборуваме за она опасноста за граѓаните и кога сега ние мораме да се држиме до изјавите на собственикот, што не значи дека тие се точни. Може тој да прикажи помал или поголема количина, без да алудирам на нешто. Сега верувам дека тој ја кажал реалната количина прашање и тој колку знаел. Знаете, пошто на лице место јас самиот забележав многу расфрлани ситни батерии за часовници. Оние малите батерии за часовници, се разбери, сигурно имало и други типови на батерии. И постои една малку, би рекол, по-позитивна варијанта, количината на батерии да не е ни приближно толку голема како што стравувавме. Постои таква можност затоа што еве денес ги гледав и прилозите на некои вести, знаете дека медицинска екипа денес таму работеше скрининг на граѓаните, можеа да направат прегледи. Се уште нема реално некој да се жали на зборам за сега за сериозни последици. Зборам некој да има тровање, дека некои граѓани се жалат на главоболки и други симптоми, но верувам дека после овој скрининг имаме една реална представа колку е ефектирано околното население во овој момент. Некаде кога се случуваше овој најлош пожар година, вие прв мислам го потребивте зборот, односно изразот хибридна војна ни се случува. Неодамна ве праша околу тоа, се обидовте да се пошегувате, се разбира да го споите тоа со хибридни возила, меѓутоа се верувам дека знаете што е хибридна војна и дека тоа е облик на војување против една држава, практично со средства кои што не мора да бидат нужно воени, туку може да бидат од различни аспекти со цел да се наштети на таа држава во даден момент. Да се каже тоа, без разлика, некогаш ви простуваат на вас разни изјави, меѓутоа, ова, да го кажете, мора да имате прилично уверливи докази дека е тоа така. Затоа што тоа не става во една поинаква ситуација, се со целосно сериозен, затоа што ако сме под хибриден напад, се поставуваат многу прашања, од кого, зошто, докаде ќе оди тоа, што можеме да очекуваме, граѓаните може да очекуваат се и се што. Хибриден напад, не хибридна војна. Хибриден напад, но како моја перцепција. Само ќе потсетам дека од 1991 година сум дел од безбедносниот систем на државата. Студирав на факултетот за безбедност, продолжив со работа во полицијата и иако сум надвор од полиција подолго време, цело време сум во делот на безбедност. Не е сомнено дека термините ви се јасни, воопшто тоа не е. Повеќе од јасно во оваа емисија малку се пошегував, бидејќи прашањето беше употребено тенденциозно, но и во тоа има логика, она што јас го кажав, што е хибриден напад, подоцна ја кажав и дефиницијата. Во суштина хибридниот напад е кога ние не мора да сме нападнати со војни средства, во случајот ние сме нападнати со пожари. На кој начин?
се палат депонии кои што создават силна загаденост на воздухот, тежок мирис, гушење кај граѓаните и сега ние имавме во Сплет палење на повеќе депонии во септември што е несвојствено. И јас и минатата година и таа пред таа, ова ми е 5-та година ги водам пожарите во државата. Така што многу добро знам кога и каква е динамиката на палење на депониите и не верувам дека ова е случајно. Буквално ден по ден се случуваше. Јас ќе се вратам назад денот кога не дојдов кај вас на снимање. Се запали депонијата во Визбегово. Така се знаете, од толку многу, да речам, горлив материјал се запали, токму таа депонија не беше класична со ѓубре, туку таму имаше еден куп отпад метален, пластичен и така натака и тоа е исто дискутабилно како токму таа се запали, оттаму се прошири на околните објекти, изгореа неколку објекти. Така. Днес би рекол магацини за разни уреди така натака, но во истиот момент кога се случи овој пожар, имавме голем пожар на територијата на општина Чучар Сандево, оној кој што почна пред граничниот премин, кој што тргна околу стрелиштето Стенковец, на неколку километри од овде имавме пожар. Потоа изби пожар непосредно до касарната Ѓорче Петров, кој што ни одвлече сили, а потоа село Орман, кој што измеѓу касарната и измеѓу Визбегово. И плюс неколку други споредни пожари. Премногу коинциденции, ќе се согласиме, да. Ако ние, сега каде јас зборам хибриден напад, на нас силите ни ги растргат. При тоа кај хибридниот напад, значи рековме не мора како вие што рековте да е со војни средства. Може да сме нападнати со пожари, но и целта не мора да е воена. Целта може да биде меѓу другото и политичка. Бидејќи факт е дека се создава револт кај граѓаните. Јас живеам во Реолски центар аеродром. Се уште има протести, токму така, да, луѓето се револтирани. Па не, некој може да употреби ваквата ситуација. Тоа е веќе друго прашање. И барањата, но за тоа може подоцна да позборуваме. Значи сега се вратив ова беше во месец јули. Сега што ни се случи? Се запали Вардариште. Кога јас на една пресконференција во една друга емисија зборов на оваа тема, односно на пригостување кај еден наш познат водител на една телевизија, директор и така натака, тој ме праша, нели, кога кажав она мојата класификација, ромите кои што живеат на Вардариште, при тоа внимателно, јас не сметам дека ромите се тие кои што палат, зборувам за конкретна бројка на роми кои што живеат на Вардариште, од кај што неколку луѓе се занимаваат со оваа проблематика. И ние сите знаеме дека секоја зимо не троват. И сега дали преживувањето на неколку семејства во наводници преживувањето треба да биде на штета на стотици илјади граѓани, да. Од друга страна предизвикува штета врз здравјето, животот и здравјето на стотици илјади граѓани кои што се погодени од ова загадување, но и тие кутри во наводници с неколку семејства на роми. Јас од информациите кои што ги имам од пожарникарите имале телевизори малку поголеми од овие зад нас двајцата кои што ги продавале прилично ефтино, но и други материјали, да речем, фрижидери, се што и при тоа не делувале толку сиромашно како што нели ние имаме една перцепција. И затоа и реков дека тие треба и верувам дека ќе бидат иселени од таму. Ќе се нормално треба да се најхумано решение, не да се исфрлат некаде. Тама работа, меѓутоа повторно некој ако сака и тука може да најде. Поентата ми е дека на Вардариште се случува пожар. Ние се обидуваме да го изгасиме. Кога беше ставен под контрола веќе со затрупување, се запали Дрисла. Неколку дена почнавме на Дрисла, воспоставивме контрола, се запали во Шутка депонијата која што ја изгаснавме малку побрзо, инаку и таа можеше да биде исто многу проблематична. Па пак не се запали Дрисла и ни се случува во Трубарево. Кога имате вакви пожари, еве јас не ја исклучувам, може се до тоа да е случајно, но тоа е мал процент, ако сме реални. Видете, јас во се барам логика. Значи, многу е тешко во толку краток временски период, во септември, кога температурите се значително пониски се, ноќно време температурите се до 12 степен. Можноста за самозапалување е драстично намалена. Ако овие депонии се само запалиле во средината на септември, зошто не се само запалија во јули и во август кога беше 45 степени? И зошто одеднасите се запалија во след, во низа? Остава можност да е случајно, но службите работат и тоа многу сериозно, ги знаат изјавите на премиерот дека некои работи. Толку можам да кажам, при тоа околу темата хибриден напад, ќе потсетам дека 4 години сум представник и тоа висок национален представник на Македонија во НАТО. Редовно одам на состаноци за отпорност на државата, го предводам во Македонија процесот на отпорност на државата. Значи сум представник во делот на отпорност на две нивоа и многу добро знам што е хибриден напад, па и хибридна војна. И за жал тоа е метод кој што денес се користи насекаде. Покрај
класичното војување секаде се користат и хибридни методи, односно на друг начин да се ослабне државата, бидејќи кога ние ќе ни ги растурат силите, во Трубарево не беше ангажирана само противпожарната единица на градот Скопје, баравме поддршка од останатите места, ги ангажиравме и хеликоптерите, ер-тракторите. И ако на друго место избиеше пожар, ние ќе бевме ранливи. Имавме припадници на војната полиција, пуштивме тим од АБХ, вработени од Дирекцијата за заштита и спасување и така натака. Имавме 2 екипи на итната медицинска помош. Значи, градот Скопје беше ранлив. Ако некој во тој момент имал потреба од итна медицинска помош, ние бевме, би рекол, во наводници десеткувани. Знаете дека, за жал, во Скопје е недоволен бројот на екипи во итната медицинска помош и сега ако видат 2 има кај Трубарево, или може би една, но во еден момент имаше 2. Имаше екипи од Црвениот крст. Значи, ние користиме голем број на ресурси. БТРи, Хермелин, Пинцгауери, сите пожарникари од Скопје беа овде. Така што ни црпат ресурси. Наредниот ден овие луѓе кои што гасеа цела ноќ се неупотребливи, ако избие на друго место. Но ние направивме на голема мобилизација и бевме многу подготвени, особено во Скопје. Сега прв пат го кажувам. Значи, очекував јас и на други места да се појават. Особено фокусот го ставивме на Дриста, која што ние палеа 5-6 пати. Но таму се поставиат термални камери и во овој момент ќе кажам дека секако ноќ летаат дронови на неколку служби, агенции и така натака со термални камери и имаме увид што се случува. Примерот многу во тоа го кажа. Ќе се бориме. Ние сме нападнати, ќе се бориме и на крај ќе победиме и јас го делам неговото мислење. Искрено се надевам дека сте во право. Само да се вратиме уште еднаш како околу комитет со НАТО, што е многу важен, се согласувам. Вие сте таму со години. Па добро, што велат вашите соработници таму? Веројатно сте ги поставиле овие прашања таму. Што велат? Тоа нема да го кажам. Состаноците се со НАТО тајно класифицирани и сигурно дека таму нема да расправаме за некои депони во Скопје се зборува. Нема да разговарате, меѓутоа ако разговарате за можноста од хибридни напади, сигурно добивате таму некакви информации, некакви совети. Она што се случува кај нас се, би рекол, миниатурно во она што се случува на светската сцена. Знаете дека таму во овие комитети имате представници на Соединетите американски држави, Германија, Франција. Добро, но таму сте господин Ангелов, сепак таму црпите искуство. Добро, еве се согласувам дека е така државна тајна, како се вика тоа. Не е државна, тоа е НАТО тајна. НАТО тајна. Ги имате тие фамозни сертификати. Можам да зборам само со имам НАТО сертификат, се разбира. Мојот имидж во јавноста не кореспондира со тоа кој што го работам. Оно што јас го работам е многу посериозно, гасењето на пожарите. Земете го пожарот во Трубарево, кој што јас го менаџирав од лице место. Да, пожарникарите го гасеа, командантот Звонко, кој што е исто извореден старешина пожарникар, бараше поддршка. Јас одлучував дали да употребиме авион, ер-трактор, затоа што сепак е на граница на населено место. Од едната страна немаме куќи и бидејќи се создаваше голема опасност по околината, нашата цел беше прво да не дозволиме пожарот да се расшири и ние успеавме во тоа. Тоа беше првиот фактички момент кога требаше да се блокира пожарот, а потоа да се гаси. Да не му дозволиме да се расшири. Истовремено се обидовме да гасиме, но фокусот беше да не се расшири. Имаше околу објекти и стопански, индустријски, но и куќи. Ние не му дозволивме ногно да побегне. А таму имаше, ја објавив некои фотографии, видеа, купишта пластик уредно како коцки, метро на метро, 2 на 2 поголеми коцки спакувани, здробени, спремни за вајда за топење, кои што не се запалија, успеавме да ги одбраниме. Имам такви фотографии споделено со сите медиуми во нашите Вибер групи и на тоа посебно сум горд, бидејќи тоа е навистина тешка работа и јас барав од пилотите да действуваат покрај, затоа што нема да има ефекти. Прво е ризик во тој црн столб, и ако морам да ги пофалам пилотите, тоа беше исто лудост. Храброст која што се граничи со лудост, секој чест за нив, но фрлаа по ивицата покрај црниот столб и успеа да ни помогнат да го намокриме. Ер-тракторот исто така користеше пена, специјална пена која што автоматски се дотура во водата и не му дозволивме да се расшири пожарот, а потоа се фокусиравме на спуштање на температурата и негово гасење, бидејќи беше многу жешко. И тоа затоа и траеше впрочем 15 на час. Вистина, еве, овде никој не се, би рекол, никој не критикуваше начинот на гасење. Сметам дека во било која модерна европска држава ваков пожар од прилика би се изгаснал за волку време, со тоа што стварно мислам дека пожарникарите ќе беа во скафандери. Но за жал ние немаме тие услови. Јас самиот бев таму. Значи се изложувам на ризик
колку и пожарникарите, бидејќи се солидаризирам со нив, ако ние бараме тие да го гасат, најмалку што можам да направиме барем да бидам овде, но никој од нив не заврши во болница со некои сериозни последици. Нормално е поради вдишување на чад, после без малку секоја интервенција некој од нив доде на освежување на кислородна подршка. Добро. Сега кога сме кај фамозните депонии околу Скопје, јас сум разговарал и тука во емисијата со градоначалници на општини, со кандидати и така натаму, со лица кои што имаат одговорност за тие работи. Јасно е дека начинот на кој што овие депонии треба да се решат е компликуван, процедурите се долги, има решение, меѓутоа ќе треба време. Тој дел го тргам на страна. Мене ме интересира друго. Факт е дека овие депонии почна да горат во околината на Скопје, особено Вардариште и Дрисла и другите. Факт е дека се уште создаваат една голема напнатост кај граѓаните, особено во Гази Баба и во аеродром, едно големо незадоволство и она што е најстрашно, безпомошност. Луѓето имаат чувство дека не можат ништо да направат околу тоа. Ме интересира, Стојан Чангелов, ваков каков што сте, се појавувавте на тие пожари откако ќе се случеа, па кога ќе беа изгасени повторно ве снемуваше. Зашто не влеговте, би рекол, подиректно во целата работа? Зашто не стражаревте тамо? Јас не можам да прифатам онаа констатација, знаете што депониите се големи, не се заградени, не знам како, и тамо некој може да потпали кога ќе му текне. Зарем не можевте вие, сега, не е ваша обврска, јас се согласувам, меѓутоа во согласно со вашиот карактер, вие уште десетина такви како вас, нели, можеа да се појават тамо и да го решат проблемот пред време, а не од после да се занимаваат со него. Голема површина, но има една можност, не ја кажав до сега јавно, сега ќе ја кажам како можност, не сакам при тоа да обвинам никого, да се оградувам, но постои можност, еве конкретно за Дрисла, некој од вработените да соработува со некој или некој од вработените тогаш кога не е на смена, кој што многу добро ја познава депонијата, да дојде со една туба бензин да направи една линија, бидејќи кога се запали, линијата беше подолга од 50 метри, што е атипично. Ако се само запали, таа ќе развие оган и ќе се шири неправилно во разни насоки, нема да направи линија. Линија, апсолутно. Добро, ова е јасно. 50-100 метри линија ќе истури со туба бензин, или обично шишели трипол ќе го наполни со бензин на тапата, едно дупче со шајка во средина и вака ќе ишприца, ќе фрли дали кибрид, запалка, зипо, оние баклите, сега да не давам идеи, но веќе нема да давате идеи, да. Овие кои што палат, тие знаат. Овие кои што ќе слушат, тие не го прават тоа, така, тие се аматери, така. И одеднаш ви се пали. Ние веднаш поставивме таму и полиција си. Сега пазете, полицијата не треба да е видлива. Јас ви реков дека има термални камери поставено на повеќе места. Добро. Па ова не е ни толку закажување, но веќе сметам дека бидејќи дроновите се забележливи понекогаш, но има и некои други работи кои што не можам да ги споделам со јавноста, но верувате дека нашите служби работат. И имаме многу специфични информации, бидејќи покрај НАТО се разбира дека имаме сертификат државна тајност, но од аспект на јавност, граѓаните не треба и не мора да знаат се. Знаете кога ми извади она за пред кооперација да се стават наблюдувачи, иако вие извадија душата со тоа, добро. Иако, мене ми е симпатично. Во реалноста ние многу често од граѓаните од селата добиваме информации кои ќе се појави пожар. На време тие практично, се тука живеат, ја гледат планината. И јас затоа кажам, добро, не можеше со пиво и саламче, но и тогаш ние користевме дронови. Не сакам тоа јавно да го кажам. И тоа малку посериозни дронови, некако овие за снимање на митинзи на свадба. Морам да се пофалам дека имаме малку посериозни дронови од неколку служби, агенции и така натака, полициски, кои што постојано работат во позадина. Ќе видиме во следниот период. Сега исто е многу чувствителен период, но од друга страна, одговор на вашето прашање околу депониите, има еден човек, сега пошто е предизборие, не смеам да го спомнам, кој што кажа дека градот ќе го исчисти за 72 часа. Многу му верувам, бидејќи со неговите методи и ме потсетува на мене. Значи, не шири демагогија, туку оде на терен и работи. Јас верувам во тој човек и верувам дека тој ќе го исчисти градот и ќе го, можеби нема дефинитивно да се надмине проблемот со депониите, но значително ќе се ублажи. Така. Знаете на кого мислам, верувам дека знаат сите. Гледачите знаат. Спомнавте дека преживеавме овој летен период кој што веќе заврши, да, официјално веќе не трае летото, иако денеска температурите беа прилично
летни преживеавме неколку илјади пожари. Повеќе од 2500. Повеќе, да, тоа се неколку И илјади. вечерва имаме тежок пожар Тоа во Прилеп. и Во вечер Скопско имате? имаме неколку пожари ставени под контрола кај Маркова Сушица, негде генерално околу, да речеме, во насока на Марков манастир, намерно подметнат запален. Во тој регион имаме многу палење на пожари од дрвокраци, не уништија во наводници. Околу Батинци, Студеничани, ја мислам дека имаше повеќе од 100 пожари ова лето, бидејќи благодарение на акциите на национални шуми, пак ќе го спомнам Кире Михилов, беа фатени многу дрвокраци, сечени беа многу ланци на трговија со дрва и на тој начин ни се светат. Скопска Црна Гора постојано ја палат. Ние ја гасиме, тие ја палат. Денеске Брес имавме сериозен пожар, при тоа се запали по голема количина на веќе исечени дрва. Се сомневам дека некој крие докази на тој начин, бидејќи како власт не се шегуваме на шумската мафија, мора да ѝ се стави крај, затоа што ги опустошија шумите околу Скопје. Скопска Црна Гора, околу Драчево, понатака, значи, Шар планина посебно, но генерално мислам дека е нанесен удар и едни од причинителите се тие, но сега пак некој ќе рече овој сега зборуваше за хибриден напад, сега зборува за шумска мафија која што ги пали, зборувам за шумски пожари. Пожарите во депониите не се запалени од нив. Тоа е, значи да направиме една дистанца помеѓу овие. Но мора да постои, господин Ангелов, системско решение за се ова, бидејќи овие решенија сега, окей, ќе се гасат пожарите, ќе се апсат луѓе, но мора да постои системско решение во кој што на овие луѓе, без разлика дали е во прашање хибридни напади или овие шумски криминалци, како и да ги наречеме, да им се стави суштински до знаење дека вака веќе не може. Во спротивно тоа ќе го имаме следната година и таа по неа, и таа по неа. Разбирате? Веќе активно се работи. Ќе потсетам дека се пуштени неколку кривични пријави, имаме луѓе во притвор. Еве примерот со депониите. Ако ние ги затвориме, се разбира со докази, судот, не ние Добро, се разбира. но МВР треба да ги открие така. Лицата кои што откупуваат бакар, тогаш овие кои што палат кабли ќе бидат дестимулирани. Мене нема на кого да го продадат. Секој ден добронамерници граѓани ми праќаат фотографии од разни места од градот како чади. Сега е предизборие, морам и јас да бидам внимателен, бидејќи сепак сум владин функционер. Но после локалните избори, јас ќе помогнам таа акција да биде поагресивна, сите пријави на граѓаните, ние не смееме да се гушиме и ова зиму. Сите вакви палежи, јас сум за малку користење на потврди методи, да се пратат специјалци кои што ќе се најдат овие кои што палат убаво да се преслушат тука на лице место, да се уапсат, при тоа да не и текне друг пат и да делува малку и превентивно, воспитно превентивно. Трага не троват. И за ова ќе ве обвинат оние борци за човекови права дека сакате насилно да решавате проблеми. Сакам. Дава, веруваме дека некогаш дава добар ефект. Па се тровиме пола милион граѓани за некој да оствари профит и тоа не мал. Да. Полека доаѓаме до крајот на емисијата, морам да ве прашам, пред неколку дена имаше пожари кај аквадуктот овде, тоа е тука во близина на телевизијата и тогаш кажавте една фрапантна информација за мене, рековте дека лица од една етничка заедница, не навлегуваме подлабоко, и така рековте и вие, буквално ги спречувале пожарникарите да работат, па била повикната полиција. Ги попречувале. Да, ги попречувале. Има разлика меѓу спречување и попречување. Ги тегнале, оди овде гаси, дојде тука гаси. Знаете, како тие е таму тоа живеат, можно, знаеш кој Ворете, ама како е возможно тоа? Како е возможно некој да ги попречува пожарникарите кои се занимаваат со спасување и на човечки животи, веројатно и на нивните, и на материјални добри и така натаму? Не ми е сватливо едноставно. И за мене е несватливо, но информациите се од пожарникарите кои што не можеле да гасат како што треба. Знаете, ако тие имат начин на кој што гасат. И ова многу често со овие проблеми јас се соочувам, некој налутен граѓанин прати веднаш 2 авиони овде. Значи сите се стручни. Добро, во Америка па пратете 2 авиони, да, видите, некаде и не треба авиони. Некаде не треба хеликоптери, некој може контраефект да направиме со тие авиони, со тие хеликоптери. Што е многу важно да се знае. Но како и да е, овие не дозволувале да гасат така како што тие сметале и тоа е навистина попречување поради што имаше полициска интервенција. Но што значи ова? Како тоа вие да им кажувате на пожарникари како треба? Тоа е на доктор да му кажувате како да оперира, нема логика. И да го тегнете при тоа за раката, да скалперот овде. Токму така, да. Несватливо. Морам да ве прашам,
овие пожари летово ги издржавме. Велам, се надевам дека конечно ќе дојде, еве најавено и дека наредниве денови ќе врне прилично често и долго, тоа можеби ќе помогне, потоа ќе паднат температурите, но ги издржавме како и да е. Колку тоа ги истроши нашите сили, условно кажано, за борба со овие природни и подметнати непогоди? Колку сме ние во кондиција, сакам да кажам, за не само за наредниот период, и за понатаму да се бориме. Нас неопходни се нови средства, нови авиони, дај Боже, нови хеликоптери. Еве, гледам сте подпишале нешто, романската РОА ИТ ќе Вчера добива бев во Букуреш. специализирано возило за справување со шумски пожари на ДЗС ќе им дадат, добро? На вас. Вчера бев во Букуреш, утре сум во Словенија. Значи имам и доста патување, но да спек на време, бидејќи сум презафатен, одам со кола, со возило. Бевме во Букуреш, потпишав договор, направив средба со, да речем, помошник министер. Не, они што е мој пандан во Романија, кој го праша колку пожарникари имат, 55.000, целиот тој систем за заштита и спасување. Добро, некој ќе рече Романија е многу голема, многу тоа 55.000 се 55.000. Сериозна бројка. Така е. И доста, но со него се знам од овој комитетот за резилиенс, за отпорност, бидејќи заедно одиме во Брисел, сега овој последниот состанок беше во Берлин, траеше 3 дена, зборуваме за Рајат Арафат, така. Молам? Рајат Арафат се вика човек, да, така. Интересно име, добро? Интересно име и сега утре заминувам попладне за Словенија, за да задутре сабајле присуствувам на еден настан, на еден голем настан и веднаш после настанот со возило се враќам. Ки сутепам од возење се повеќе од 10 часа во една насока, 20 часа во возило, но се во интерес да бидам подолго овде, бидејќи патувањето со преспивање ми одзема време, а се уште овде има многу работа, но ваквите конекции се многу корисни, бидејќи како што вие рековте, таму обезбедивме на донација, конкретно се работи за овие АТВ возилата, односно 4 циклите, кој што може да биде многу корисно, но договоривме и други донации во следниот период. Сега тие се процеси кои што ги начекав и мислам дека е добро било каква опрема која што можеме да ја добиеме како донација, добре дојдена, но ние како влада имаме сериозни намери во наредниот период да инвестираме во оваа област и Да си платиме во превод, затоа што донации се донации, но вистинските работи доаѓаат кога некој ќе си плати. токму така. И целите реформи за кои што сега не би да зборувам, но сериозно се работи на реформите. Јас сум оптимист и сум уведен дека наредната пролет веќе ќе се видат првите ефекти од овие реформи за кои што зборувам или трансформација на тој целиот систем за кризен менеджмент и заштита и спасување преку формирање на една нова институција на основите на двете постоечки на ЦУК и ДЗС, сериозна институција која што ќе работи малку поинаку и би била значително пофункционална, бидејќи сега, за да имате представа, околу 300 вработени во ЦУК, околу 200 во ДЗС, на пожарот во Трубарево, знаете, бев јас и тој кој што ме слика, Илија Бојаровски, мојата верна сенка, а двајцата дојдовме од ЦУК и се зафракава, викам, од цело ДЗС дојдоа најпрво само двајца од ЦУК. Но имаме неколку тимови кои што подоцна ги ангажирав. Ние треба демагогиите да ги тргнеме на страна. Помошник раководител за ова, раководител за она, советник за таквото, советник за онаквото. Не се Дојди нужни, тука, да. скрши една гранка и мафтај, земи против пожарна лопата и мафтај, земи на пратњача прскај. Не треба. Ова е правилен начин, јас морам да видите. признам. Да, апсолутно ова е вистинскиот начин. Не, јас многу почитувам наука, но ние треба од науката да го црпиме тоа што нам ни треба. Ние не можеме да го промениме македонскиот менталитет како вие ќе применете словенечко искуство во Македонија. Кога македонците не се словенци, фрла запалена да. цигара на улица. Така. Ако има некој наш таму на работа. Не, таму внимаваат. Таму внимаваат. Таму внимаваат, затоа што казните поентата се е ригорозни. дека Да. ние треба да направиме систем прилагоден на нашиот менталитет. И систем кој што ќе биде функционален и сметам дека сме на добар пат. Без многу демагогија, без многу филозофирање, иако филозофијата е убава наука, јас ја почитувам и доста сум начитан од делот на филозофијата, особено во раната младост. Но сега треба да си плукнеме на раците, да земеме против пожарна лопата и да мафтаме со неа и да го гасиме огнот таму каде што тоа можеме да го правиме, каде што горат трева и грмушки. Така. Бидејќи споменавте нова една веројатно агенција која ќе ги спои досегашните две, се гледате вие начело на таа? Тоа вие ќе кажете, се шегувам, за тоа одлучува премиерот, но тоа е ирелевантно, бидејќи ние мораме да ги завршиме овие реформи, а очекувано е да бидам јасно, треба една работа. Имам свесност дека се наоѓа на позиција која што има промаја.
утре ќе се случи некоја поголема несреќа, едноставно ќе морам да се повлечам или да ме сменат, но тоа е прифатливо, тоа е како кога одите во војна, кога војувате непосредно, како што јас војував во 2001 година, можноста да ве убијат или да ве ранат, постои. Може би е некој пат поголем, некој пат помално, постои. Така бев ранет во Рачино. Тоа вие излеговте со повреди тешки, да, таа. Така можам да бидам и сега сменет. Значи тоа нема, битно е системот да подобро. Нема да пропадне светот, се разбира, но ако поставиме систем, никој не е незамилив, но сега имаме една специфика, мојот личен, професионален, па и политички бекграунд ми овозможувам да завршувам многу работа. Бидејќи јас на било кого да се јавам, директор, градоначалник, министер, со сите имам добра комуникација и можам да побарам некои работи кои што да речам се некои кои што не го знаат не би му излегле во пресред, почнувајќи од некаде булдожери, трактори, камиони со песок, па и противпожарни возила, на пример во Трубарево, јас самиот барав поддршка од соседни општини. Барав од Тетово, дојдоа неколку возила од Тетово. Дојде Авни, командирот на Тетовската противпожарна единица да помогне. Но треба ние да направиме систем, да не треба и јас да се јавам и да барам помош, бидејќи сега тоа е во надлежност на градоначалникот на афектираната општина. Да. Но тоа е спор метод и тука детектираме една од најголемите слабости. Ние треба да имаме, сега пак ќе кажам, како беше дрвено железо, централизирана децентрализација. Нека останат територијалните противпожарни единици децентрализирани, но мора да има една централна координација, да можеме со давање на една команда таа да се спушти надоле вертикално во пирамидата. А не да се губи време на и барам 25 пожарникари да дојдат со 6 возила, хипотетички. И ја давам наредбата на еден, тој ја спушта надоле на уште неколку и за 2-3 минути тие веќе се качуваат во возилата и поаѓаат кон општината каде што има потреба. Сега ние треба, јас во неколку наврати ќе го најдам командирот, ајте молам тргај титно, ни треба помош таму и таму, и тој ќе ми каже мора да го побараш градоначалникот да ни одобри. И сега градоначалникот може да е на свадба, може да е на одмор, може да спие, еве да е навечер, што е сосем нормално. Па не се јавува, командирот се плаши да тргне без наредба на градоначалникот. Имаме секакви апсурдни ситуации. А за тоа време може некој да загине, да умре. Бидејќи во оваа работа секундите или минутите значат разлика помеѓу животот и смртта или во некој подобар случај околу материјалната штета. Може да изгорат куќи, може да биде зафатено село, неколку куќи, така што времето е многу важно и еден од другите моменти инцидент командири, тука сме слаби, човек кој што е на лице место и кој што командува со операцијата, но за тоа ќе ме викнете во друга емисија. Во ред. Сосема за крај, бидејќи локалните избори се буквално пред нас, вие немате многу време за политика овој период, но вие сте дел од власта моментално. Така. Колку можете да се вклучите во целата работа или целосно ќе биете на страна сега? Не, јас сум активно вклучен во политика, од тоа не бегам. Се разбирам, изборам за конкретниот момент. Еве што туку пожарите очекувам во петок со дождовите кои што се најавени за 3 дена веќе да бидат затворени и нормално дека покрај реформите мојот фокус ќе биде и на локалните избори. Сепак чувствувам обврска да помогнам на владеачката коалиција во која што политички припаѓам за што подобар успех. Сега секој едно влијание значајно. Значи и со мене и без мене, знаете какви ќе бидат резултатите, ќе бидат веројатно доста, такви, да. Би рекол добри, но сепак моја и политичка обврска е бидејќи сметам дека добрите кандидати, сега не знам колку смееме да зборуваме пред започнување кампања, да не зборуваме, да помогнам да дојдат добри градоначалници кои што ќе помогнат во подобро менаџирање, меѓу другото и на пожарите, но и на други опасности кои што го загрозуваат животот и здравјето на граѓаните, а верувам дека тоа ќе го направиме. Стојан Чангелов, директор на дирекцијата за заштита и спасување, уште еден според мене многу интересен настап. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам за можноста. И да, тука завршуваме и оваа емисија и оваа работна недела, почитувани гледачи. Треба да се размисли за Стојанов дол уште еднаш, како има референдум во конкретното место, јас ќе го Рогачево. Така, во Рогачево и херојот од тамо Рогачево, му го заборавив името. Цветко. Цветко од Рогачево, поздрав за Цветко од Рогачево. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија. А јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.